Почитувани, не запира самоволието на власта и злоупотребите на функциите и парите од граѓаните преку кумулација на функции, односно противзаконско вршење на повеќе избрани или именувани функции од исти личности. Почитувани, Ташко Дојчинов е избран председател на Советот на општина Гевгелија, председава со Советот на оваа општина од октомври 2017 година, а од октомври 2018 година, една година подоцна, истовремено додека е функционер во Гевгелија, од Собранието на Република Македонија е именуван за член на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Станува збор за кумулација на две функции, едната е избрана, а втората е именувана, што е спротивно на законот, а трае подолго време. Дојчинов ги ужива бенефитите од двете функции. За жал, иако темата постоеше во јавноста, антикорупцијската комисија не реагираше, но не реагираше ниту Дојчинов, кој што е свесен дека согласно членот 44 од Законот за спречување на корупцијата не смеел да биде именуван на втора функција. Тоа предпоставува негова умисла за тоа што во периодот од октомври лани до мај годинава противправно се стекнал со околу 900.000 денари. Овие најмалку 900.000 денари до мај годинава се пари кои што ги добивал по основ на бруто плата, но и за купнина за стан и трошоци во Скопје. Со тоа постојат услови за кривична одговорност и можност за враќање на парите во државниот буџет. Бидејќи Државната комисија за спречување на корупцијата сама не постапуваше по допрен глас, сега имаат представка од ВМРО-ДПМНЕ со која бараме да се утврди недозволена кумулација на функции и веднаш да биде повлечен членот на второстепената комисија за одлучување во управна постапка. Но бараме и сите парични средства што ги има примено додека противправно извршувал две функции, 900.000 денари се само до мај, а се уште е така, Ташко Дојчинов да ги врати во буџетот. Почитувани, Македонија тоне во сиромаштија, а наместо за реализација на капитални инвестиции и економски напредок, полените на Зоран Заев се борат за што повеќе акумулирани функции. Но ако може премиерот истовремено да се самопредложи и за министер, тогаш што да се очекува од другите избрани функционери, освен да бидат именувани по различни комисии и управни одбори. Криминогеноста и непочитувањето на законот се основи на кланот на власт и таа состојба може да се промени само со пад на власта. Ви благодарам.